Следуваат програми од втора категорија, што не се препорачуваат за деца под 8 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that I'll alter. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. Ej, čekajte! Čekajte, ej! Ej, vratite se! So I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than Малите виленици Пикси. Здраво, Дейзи. Здраво, Сем. Работиш нещо? Мислев да одлетам до патеката на светулките. Сакаш и ти? Кој? Јас? Да, би сакал да дојдам до стасата. Со тебе, да. Те молам? Изгледа дека некој има девојка. Сигурно се сакаат и се грижат еден за друг. Бляк. Оф, леле. Затнија муцката твич. О, бахнеш. Макс, двајцата. Дейзи, извини. Игнорирај ги. Подоцна. На патеката на светулките. Звучи одлично, Сем. Се гледаме таму. Фантастично. Се гледаме наскоро. Не ми се верува. Ова ми беше најдолгиот разговор со Деси. Од секогаш. Сега имаме состанок. Ке ме оставите ли намира 2 минути? Секогаш се влечкате по мене. Еј, Семи, почекај ме. Остави ме намира, Вилијам. Сакам да поразговарам со тебе. Заборави. Може би беше премногу груб со Макс и со Твич пред малку. Тие први започнаа. Не ме оставаат намира ниту на минута. Тие ти се најдобри другари, батка. Ако кажат нешто што не ти се допаѓа, не се лути веднаш. Тие не сваќаат дека кога се шегуваат со некого, можат да му ги повредат чувствата.
биди, ајде крени ја главата горе и биди секогаш на високо. Во ред. Тие ти се пријатели. Како се однесуваш кон нив, така и тие кон тебе. Ти, золчино. Мислиш дека можеш да додеш тука и да уништиш ова природна убавина? Не, господине, не. Не додека јас стражарам. Умри, човечки изрод. Не бе, молам, себе како кралот не. О, господине, тоа сте вие. Што те случило? Вашите синови и крало доцнат за своите подготовки. Оди, доведи ги. Да, господине. Навистина не сакам да го сторам ова, но не смеам повторно да задоцнам. Тато ќе ме убие. Извини, природа. Вилијам, Сем! Летете! Семи! Вилијам! Вилијам! Вилијам, Семи! Сем? О, мило ми е што те гледам. Татко ти бе ми ја скинал глава тако. Вил? Сем, не сакаш да... Вил? Вил, разбуди се. Жив е, ама едвај. На Вил му треба лекарска помош, веднаш. Носете го во амбулантата. Самуел, сине мој, сега не е време за солзи. Совекови, ние, пиксите, бевме горда заедница. Со генерации се трудиме тие што сакаат да ни наштетат, да ја почувствуваат клетвата на пиксите. Самуел, сине, ти ќе го понесеш товарот на нашата клетва против овој непријател. Следи го човекот до неговата куќа и покрижи се да живее несреќен живот за цела вечност. Така велам јас, кралот на пиксите. Не грижи се, ќе го средиме. Сигурно, ќе го средиме. Добро ќе го средиме. Долг ден. Мила, дома сум. Изгледа дека повторно сме само ти и јас. Кревето. Овој тип навистина знае да спие. Како да притиснал копче за спиење, а? Каде е Сем? Да не отишел по сладолед? Надевај се. Крајно време. Здраво и вам, Макс, Твич. За да обезбедите победа, морате да го проучите победникот. Со восхит, да ги почитувате неговите особини. А сега да му фрлиме книга во лице. Глупава полица. Батка, одлично сторено, дечки. Сериозно. О, ние туку што започнавме. Не паметам дека го отворив.
Мило! Дали си добро? Да. Терпатив. Ајде. А? Дали рече нешто? Џо, реци. Добро сум. По 100 пати кажувам, нема да излезам со тебе, Џо. Ама ајде, Бети. Ке биде супер. Ке си играме доктори. Не, мојот деловен и приватен живот се разделени. Но веќе доволно се познаваме. Затоа и морам да одбијам шармер како тебе. Не треба да се забавам со подвижна катастрофа. Ауч. Ти си мило момче, Џо, но ќе ми бидеш многу помил ако не те гледам тука 3 пати неделно. Ова беше постудено од твојот стетоскоп. Ајде, бегај од овде. Оди, да те нема. Оди! Моја грешка. Извини. Нешто не е во ред. Среќата овие денови ми е ужасна. Ало? Џо, каде си па ги волите? Еве доаѓа. Извини, јас имав незгода. Незгода, повторно! Господјо, дајте ми ги клучевите на Винсент и тој ќе се погрижи за вас. Винсент, ќе го пуштиш во сервисот? Што? Па добар е. Не разликува алтернаторот својот лак. Може би, но неговиот лак доаѓа на време. Рековте дека ќе биде готово за час. 1 час, рековте. Ќе го препуштиме специјалитетот, како таа ќе ги добие своите палачинки. Сакам палачинки. Да, сака палачинки. Полудена е по нив. Се што и преостанало и се палачинките. А сега нема палачинки. Не знам што ќе правам без палачинки. Изгубена е без палачинки. Да ви кажам, вие ја парчосувате. Ви велам на парчиња. Нешто лошо ќе се случи. И требаат палачинки. Џо, само дојди побрзо, те волам. Ни требаш во гаражата. Тато, можам да работам на колите, тато. Всушност многу сум стручен. Не дека секој момент од животот ми е катастрофа. Вау. Вие го сторивте ова? Тоа беше чудо без крила. Ми треба само малку одмор. Господе, дали си добра? Добро сум, јас. Дали си сигурен? Прилично силно те треснав со вратата. Ова изгледа лошо. Јас не ни внимавав воопшто, гледав во телефонот. Во ова бев расејана. Знаеш, ова е технолошки свет, ни го влекува вниманието, нели? Видео со маче. Еј, дечко, станувај. Ајде да најдеме мраз. Седни тука. Опушти се. Веднаш ќе донесам мраз. Добре дојде во џунглата, срцка. Колку е сладка. Може би среќата ми се насмевна. Би требало да кажам нешто. Ти ги сликаш овие? Да,
Сите до една. Ова е нафтената дамка Валдес? Да, тоа го снимив на 7 години пред мојот роден ден. А каде е ова? Кое? Дете на куп електронски отпад. Во Индија. Дали знаеш дека повеќето од електронскиот отпад завршува во депонии на другите земји? Ете, види, не сум знаел. Изгледа дека нема мраз. Слика во цунами е многу напната. Да, во Суматра. Пиевме убаво кафе со едни сопатници и одеднаш, буш, времето удри. Среќен тајминг. Не можам да најдам мраз, многу Што имам имаш? ова. Пати! Секогаш ги напаѓаш гостите со месни производи? Тоа е тофу од мисирка. Па технички не е месо. Нема мраз, но ти заврши работа. Вегетаријанка што добро фрла топка. Мислев дека тоа не постои. Ако ти причат вегетаријанците, ќе ти го помудрам и другото око. Не, борете, се предавам. Така треба. Ние вегетаријанците не сме лоши, нели? Изгледа не сте. Иако сликите се малку тешки. Лошите ефекти на загадување беа добра тема на мојата изложба. Подготвувам нова изложба за идната недела. Ќе биде Диорма на забавен парк од 50-та години. Слушнавте нешто? Мислам дека го открив таинствениот човечки јазик. Еј, дечки, погледнете. Изгледа дека Џо има девојка. Ќе видиме за тоа. Би сакал да слушнам што зборуваат. Се гледа на лицето. Тоа е... Заљубен. Зарам ти не ја гледаше така Дейзи? Не ја гледам. Ја гледаш и тоа заљубено? Во ред, ќе ве соборам двајцата. Скулптурава е неверојатна. Многу си талентирана. Благодарам, многу ви благодарам. Светски патник, врвен уметник, имитатор на Елвис и прекрасна си. Тоа им го велиш на сите кои физички ќе те нападнат? Не, сериозен си. Здраво, тато. Не, јас, имав уште една. Да, знам, но... Веднаш доаѓам. Слушна нешто? Не слушнав ништо, но совеста ми плаче. Што? Мислам, може би треба да прекинеме малку. Давај татко ти да ни држи лекција. Не, благодарам. Би можел нешто да каснам, во близина има мексиканска кошица. Мислам дека се вика Муи кусниозо. Дали е според диетата на чуварот на кривљата? Не, но во градот никој не може да ме чуе како јадам бурито. Всушност, проблемот е кога ја јадеш во тишина. Сега си готова. Подобро татко ми да ни одржи лекција. Види, досам на работа. Леле, извини што да задржав. Не, ми беше задоволство. Јас се прашував... Да те честам вечера за извинување што те удрив по лицето? Да. Се разбира. Навистина? Јас сум Мишел. Џо, мило ми е што ме удри по лицето. Ми беше задоволство. Сега треба да ми го побараш телефонскиот број. Јас не сум баш добар во ова, нели? Не, Џо. За жал не си. Макс, дали пред малку ја удри Твич? Сакаш бесплатно значос? Ел сопримо! Максимо! Да! Кој главен, а? Кој главен? Ова е дама. Извинете, зафатен сум. Семи, жртвата не бега? Дечки, ве молам да го заборавиме ова. Допаѓа! Навистина се до! Ало, Петар. Јас малку ќе знам. Навистина сте невозможни.
беше супер! Мишел е најдоброто нешто што сум го видел. Мишел, најдоброто нешто што сум го видел. Глупава паста за глупави зъби. Па, добро, животот не е совршен. Но ја запозна девојката од соништата. Утре ќе биде подобро. Би сакал и за мен утре да биде подобро, големо момче. Семи, што е работата? Не е убаво. Ова не е забавно. Го одмаздуваш, брат ти. Забавниот дел е само забава. Сем! Пушти го. Со ова мора сам да се соочи. Како е? Многу му е подобро, Семјуел. Сем? Сем? Не сум те видела одамна. Како си? Одлично. Ти изгледаш прекрасно. О, благодарам, убав принцу. Ми недостигаше да бидам тука. И ти мене ми недостигаше. Еј, Сем, туку што ја пропушти најлудата работа. Беше лудо, Сем! Пикси Том, го знаеш, тој е фармер од гледува полџави. Сосема полуден. Јас се отворив капијата и настана стампедо од полџави. Мораш да го видиш Не, ова. Твич, не мора да го видам тоа. Сакам еднаш да се дружам со моите пикси. Оу. Здраво, Дейзи. Здраво, Твич. Гледам ти и Макс не сте се промениле? Мислам дека тоа беше навреда. Не, мора да е комплимент. Тоа беше комплимент, нели? Ниту во најлудите соништа. Еј, Сем, никогаш немавме состанок. Што велиш да одиме до патеката на светулките? Без пријателчињава? Важи? Тоа е супер. Почекајте, а проклетството? Здраво! Здраво! Господине, дали сте тука? Речки! Се работи за Самуел. Во селово е. Тој... Не за човекот! Води ме кај него, веднаш! Момчето мора да ја научи лекцијата. Навистина ми изненади. Мислев никогаш повеќе нема да те видам. Не може за секогаш да го тргнеш збунетиот син од дома. И како изгледа? Да бидеш надвор цело време. Не е многу забавно. Луѓето живеат за да работат, ти нема со кого да поразговараш. Не? А што е со Бумбу глупавиот или Бумбу смотаниот? Тие се доставни, но мислам дека убаво ги опише и самата. Па, не ги гледам во близина. А ти? Мислам дека не. Ова е втор. Да играме до 3? Не сакам. Ти пресилно удираш. Ево, тоа е поентата. Да? Па,
Што велиш јас да те турнам долу, а? Мојот лакто. Искрено сум изненадена дека стомакот не ти делува како воздушно перниче. Мислам дека Сем е во неволја. Вау, го уништивте моментот. Повторно. Сем, татко ти е... Супер бесен, вени испакнати на чело, бесен. И тој... Стои во присуство на срамот кога нарекува свој син. Тато, јас... Престани! Кога јас ќе објавам нешто, јас стојам за тоа. А ти тука правиш будала од себе и од своето семејство. Не е така, тато. О, не? Тогаш објасни ми што е ова. Бидејќи гледам како син не го слуша татко си и се влечка наоколу со сомнителна девојка. Сомнителна девојка? Дали си помислил да дигаш глас на мене, момче? Единствено се грижиш за одмазда. Што е со љубовта, тато? Си помислил ли дека би било убаво јас да се влюбам, нели? Љубов? Не знаеш ти ништо за љубовта. Љубов е кога ќе изградиш кралство со голи раце за да ја импресионираш жена. Ќе потрошиш 110 години од животот да одгледаш двајца наследници на тронот и кога некој ќе ти го земе тоа, ќе го натераш да плати. А премногу исплашен, за сам да се одмаздиш, ме праќаш мене. Оди си од моето кралство. Тато. Бега тука, оди си и не враќај се. Тато. Семи? Мора да одам. Непријатно. Глупава клетва. Сакаш да му го уништам животот? Тоа сакаш? Во ред. Како влегла тука верберичка? Не, тоа не се оди! Чекај! Дост. Добро утро, господине Син Дрозду. Овој твој другар имаше голем успех со дамите. Изненаден си? Знам и јас бев. Мислам дека денеска има нов почеток за Џо. Оган! Оган! Уште оган! Уште оган! Глупава природа. Каков неред. Зошто јас? Здраво? Стапалки? Еј! Што? Дај ти ми прозборе! Ти прозборе! Рече, еј, те чу! Што си ти? Не те пуштам од таму додека не ми кажеш што си. Во ред, дојдов да ти пренесам порака од мувите од твојата кујна. Формирале синдикат. На вистина зборуваш? Како? Што си ти? Јас сум плод на твојата имагинација. Оди кај твојот психијатар. Бумбар што зборува и уште се прави паметен. Зарем ти личам на бумбар? Тие се влакнести. И ако би сакал да имам боцка, би те боцнал со газот. Неколку часа под чашата ќе ме сватиш сериозно. Во ред. Јас сум Пикси. Во ред. Ги гледаш крилата? Зошто си во мојата кујна? Јас, исполнувам обврска кон мојот народ. Обврска? Ти и малку проколнат. Да, секако. Ние те проколнавме.
фрли ѓубре во каналот и брат ми е се уште повреден. Ке му биеше и мене за малку и униште половина од селото. Од тогаш се и проколнал. Сето ова беше поради тебе? Секогаш кога ќе падне или удре во нешто, секој одење во болница, сите засрамувачки и понижувачки моменти кога тоа беше ти. Зошто ми го правеше тоа? Ти реков, кога ти... Затоа што фрлив ѓубре во река? Знам, и јас... Слушај, ние едноставно така работиме. Чекај, не можеш да ме оставиш тука. Нема да ти дозволам да ми го уништуваш животот. Се ќе биде во ред. Секој момент ќе стигнат Макс и Твич за да ме спасат. Да, само што не стигнале. Здраво, тато. Изгледаш добро. Џо, се договоривме да не доаѓаш тука. Врати се на пултот и јавувај се на телефон. Ги провери кабелите за палење. Да, ги проверив сите кабли, ја заменив пумпата за гориво, а лансерот... Ајде, обиди се повторно. Ајде уште еднаш. Џо, те предупредувам. И сега би требало. Друго што треба, тато? Ја! Тој шутира и погодува. Good. Можам. Здраво, тато. Помош? Еј, Џо. Да? Она предмалку беше многу импресивно. Да? Да. Паметиш кога говоревме и за напредување? Да. Да го направиме. Што вели за работоводител? Навистина? Утре имаш слободен ден за да прославиш. Оди и запознај некоја фина девојка. Веќе ја запознав, тато. Затоа си толку весел. Работам на тоа. Мангупини едни, се колнамо сите светци, ако не слезете од моите полжеви. Оваа вила ќе заврши тамо каде што не сијае сонцето. Ова беше фантастично. Би му се допадало на Сем. Еј, каде е Сем? Гейл, нема да го преплашиш момчето пред да го запознам. Огромен. Го гледам. Каде? Ене онаму, под онаа чаша. Се обидувам да сконтам. Навистина, мора сега ова да го правиш? Што? Секогаш огладнувам од јавање полжеви. А од што не огладнуваш? Разбуди се! Не се мрда! Види кој е насмејан и среќен. И дојде да ја подели среќата со дамата на која мислеше цел ден денеска. Зборуваш за себе во трето лице. Мора да е ништо многу важно. Имаш само еден погодок, кој има два палци, едно око и унапредување на работа. Кој? Овој дечко, тука. Пушти ме, Джо, ке паднам. Ме унапредија во раководител во сервисот. Со задоволство би те извел на фина вечера за да прославиме. Што велиш на тоа? Апсолутно. Yes! Ќе дојдам по тебе точно во 7 часот. Одберете го вашиот нов Samsung A3 по супер цена. Мислиш дека е муерто? Не зборувај така. Семи, жив си внатре? Твич, Макс. Леле, имав ужасен сон.
Сега сум, заробен сум. Твич, Макс, добре што сте тука. Сокрите се веднаш. Супер. Еј, погоди што? Имав совршен ден, ниту една незгода. Благодарение на овој мал стаклен затвор. Се нокаутирал обидувајќи се да побегне. Упорен. Тоа беше моја. Чисте патот. Кукукачу! Може да не види, глупчо? Без малку успеав да побегнам од овде. Ако тројцата заедно ја турнеме чашава, сигурен сум дека ќе ја превртиме. Во ред, сватив? Јо, компренде. Кога ми е здодевно, го читам шпанско-англискиот речник на Џо. На 3 туркаме сите. 1, 2, 3! Се ме боли. Ме боли. Скоро сме готови. Само уште еднаш. Камате, кора. Камате, кора. Тенене, тетангуга, пу. Хуру. Нана, ти, вахафа. Ауа. Аула, ме тебе не кадене, па. Се буди. Кого е часот? Еј, ги има уште. Бегајте, будали. Сем, користи ги крилата. Така е. Само вака е многу подраматично, нели? Да одиме од овде. Застанете! Го пропуштив состанокот. Состанокот со Мишел! Вие сте виновни за ова! Вратете се, мамо! Ова беше навистина блиско. Видете, дечки, јас навистина ми е жал за се што реков. Бевте покрај мене. Вие сте ми најдобри пријатели. Извинете. Дојдете. Добро, полека малку, Макс. Летајте. Сите летајте. Јо, сила! Сакав само да ме оставиш на мира. Пропуштив совршен состанок со девојката со ништата заради тебе и твојата стапица. Таа беше моја. Да, твоја беше стапицата. Еве ја мојата. Подалеку од мене. Не сакав ова да се случи. Да се случи. Не само што знае дека постоиме овој странец уништи се, она што кое толку се трудев да го изградам. Тато, многу ми е жал. Се е моја вина. Здраво, Џо. Мишела тука. Не можам да дочекам да излеземе. Се гледаме за 10 минути. Чао. Здраво, Џо. Пројде 7, па се прашував да не доцнеш. Јави се. Џо, сега е 7:20. Се надевам дека се е во ред со оглед на тоа како се запознавме. Слушај, Бачка, 7:30, а тебе се уште те нема. Сериозно, јави се. Слушај, не се обидувам да бидам лудача, но веќе 15 до 8, каде си? Човек, ме откачи, ти си гад!
Мишел, Да, што сакаш? сакав само да се извинам што... Што испада тиквар? Не, ова да. Чекај, слушај. Имав мал проблем со автомобилот. Зарем ти не си механичар? Сумно. Види, мислам дека си прекрасна. Се надевам доволно добро да ми дадеш уште една шанса. Ќе се најдеме во Роготни изобилства. Утре напладна. Вегетаријанскиот ресторан, нели? Овој пат нема да ти изневерам. Ти ветувам. Да, би зажалил. Знаеш, ова значи војна. Еј, тато, може би треба да го послушаме и да го оставиме на мира. Мола? Што мислиш, кој си ти? Јас сум твој син, како и Вилијам. Тој никогаш не би го одобрил тоа што му го сторивме на човекот. Ба, Самуел, кажи ми, што би одобрил Вилијам? Би одобрил ли ти да донесеш смрт и разорување на нашиот народ? Тој би разговарал со човекот, би преговарал со него. Преговарал? Ти сакаш преговори? Брат ти може да не преживее до утре, а ти би преговарал. Ние, пиксите, не преговараме со нашите непријатели. Ние преживуваме, ние се бориме. Ќе се одмаздиме и ќе се држиме до нашите традиции. Му го уништивме животот на човекот. Нашата традиција го предизвика ово уништување. Не. Туку момчето што ги прекрши наредбите на кралот. Син што го игнорираше својот татко. Тука сум за да не заштитам сите нас. Затоа ја носам оваа круна. Ти треба да се одмаздиш. Ние, пиксите, му објавуваме војна на Џо. Се надевам дека си во право. Да одиме. Не донесе вистинската одлука, сине мој. Пикси, брака, сестри, поготете се за војна! Еј, здраво. Извини што ме почека, имав проблем со колата. Мислев дека не возиш. Те зезнав. Ајде да влеземе внатре. Што ти е тоа на машната? Тоа е катул. На здравје. Не, тоа е катул. Космичко суштество, спој на човек, змеј и октопод. Тоа е катулу. Да, фантастичен, нели? Да. Добре дојдовте во Роготно изобилството, каде храната е лек, а лекот е храна. Името ми е Алекс и јас ќе ве служам. Ве молам, разгледајте го менито. Ова е весело момче. О, да. Делува воодушевен што е тука. Се шегуваш? Што? Менито има дуријан. Сакаш дуријан? Да, како не, го обожавам. Мајка ми спремаше. Јас, тоа е мал ритуал. Го земам менито и силно го затворам. Тогаш јас мафтам како лептир и така го примам мирисот од кујната. И... кујна. Прв пат слушам за тоа. Вау, ти потполно си во право. Можам да го помирисам мисито. Внимавај! Смоква, да не сте гладен, господине? Сакате да ви донесам малку леб? Дали си добра? Да, еднаш доживеав грозно искуство за Божиќ. И смокви беа вклучени. Не заврши добро. Не ми кажуве за тоа. Празниците може да бидат травматични. Се сеќавам еднаш со мајка ми украсував мелката, потоа дојде татко ми и... Вашиот леб, што ќе нарачате денес? За мене органски портобело сендвич со веганска соја и пржена тофу. Ке ве молам. Џо! И за мене истото, со сланина плюс.
Месото е смрт. Тогаш без смрт. Дали е си во ред, Џо? Да, се е супер. Само внимавам да нема смокви. Оф, како и да е. Ја украсував мејлката, кога... Епа, ајде веќе! Што зборуваш, бре ти? Ајде веќе... За солништето, за животни е отворено. Ајде веќе да појдеме таму, а? О, тоа е фантастично. Да, веднаш ќе одиме таму. Ќе откажеме тука и подосна ќе одиме кај моите родители на вечера. Ова излегува од контрола. Би реков подалеку од мене. Ох, зарем не го обожаваш мирисот на засолништава? О, да. Го обожавам мирисот на мокри кучиња. Да е до мене, луѓето би биле под клуч, а животните слободни. Значи ти си бунтовник, а? Што? Не, јас не сум бунтовник. Остани во таа поза. Готово. Ги носиш ножиците со тебе цело време? Добар убентик е секогаш подготвен. Испадна одличен. Што? Поѓа... Како? Неверојатно! Неверојатно е што не си гризнат. Кога сме веќе кај гризењето, моите родители вечераат во 5. Ако си се уште гладен... Веќе се запознаваме. Всушност, мислам дека ќе се допаднеш на мајка ми. Од друга страна, татко ми е тежок за запознавање. Задржи ја мислата. Не сте помислили. Џо, што е? Што се случува? Не. Сладко куче. Не. Џо, тоа е толку сладко. Не може вакво сладко кученце да биде затворено. Ги спасуваш од мачителите. Цело време тоа ти бил планот. Апсолутно. Еј, Џо, сигурно не ти пречи ова? Знам дека е рано за запознавање со родителите, но сепак... Да, едва е чекам. Зошто? Ми делуваш малку одсутно. Одсутно? Замислувам колку прекрасни родители се кога одгледале девојка како тебе. Ајде да влеземе внатре. Може? Намасте! Благодарам, мислам дека е на место. О, Боже, колку е мил! Гейл, нема да го преплашиш момчето пред да го запознам. Помогни ми со тофуто. Станува огромен. Одличен избор за дечко, Мишел. Некако тој последниот што го доведе со пирсови со таа кола што испушташе јаглерод диоксид. Гейл. Дојам! Ето е од каде потекнувам. Не сакаше прво да ме предупредиш? Сите, поздравете го, кралот на пиксите! Премногу долго сме туркани на крајот на светот. Живееме во урнатини на храмот, кој некогаш бил природа. Луѓето не тераат на повлекување со својата се поголема алчност за технологија и ѓубре. Но нема повеќе мои пекси војни. Нема. Денес ќе се спротивставиме. Денес ќе удриме во самото срце на непристојност и отчај кој што генерации ги обцедува нашите племиња. Денес напаѓаме автомеханичарот познат како Џо. За слава на пиксите! Това е феноменално! Би сакал мајка ми да е тука да види. Макс, не она му. Еј, Макс! Здраво, мамо! Подготвен си за војна, Сем? Сем? Имам лошо пречувство во врска со ова. Ова е кујната. Каменот е од Аргентина, а повеќето украси од Африка. Тешко ти е да следиш, мама? Кого, мене? Супер сум. Иако џонот ми е уништен од брзото одење. Охо, комичар. Еј, Џо, како се нарекува крава без нозе? О, немој, тато, те молам. Како? Јунешка плешка. Затоа што е без
Миличок, доволно е те свати. Добро, добро. Но мислам дека нема да ни шкоди ако од време на време изедеме вистинско јунешко. Доволно е, капетане канибал. Ви изгледам како некој кој би јадел луѓе. Никогаш не би изел некоја личност. Освен ако крава што зборува се смета за личност, тогаш би можел да се обидам да пробам. Им се допаѓаш? Се надавам татко ти нема да ме фрли мене на скара. Понеси го по слушавникот. Не му се не види, не сака да запали. Па со што се занимаваш ти, Џо? Јас автомеханичар. Всушност, туку што ме унапредија. Тоа е одлично. Слушна, Гейл, ова вредно момче туку што е унапредено. Ова оди пребрго, зарем не? Па што, го запознав татко ти во вторник и недела дена подоцна во Вега се земавме. Јас дефинитивно не сум подготвена за брак. Сладок е, духовит. Изгледа дека има среден живот, а би било убаво да имаме и внучиња. Добро, мамо, полека. Не можам да ја запалам запалкава. Дајте јас да се обидам. Каков малер си, синко? Малер, синко? О, не. Горе, девојки, Џо ги потпали врелите камења. А што се случи со вегите? Пиротехничка незгода. Како може трапавко како тебе да стане таков шармар? Сум имал среќа изгледа. Џо не знам дали некогаш си користел врели камења, но готвењето може да потрае. За да ни пројде времето, не играме игра. Што велиш машки против женски? Мамо! Ти бирај, Џо, или се плашиш да не победа девојките? Да, секако, се согласувам. Завиријам! Играме пантомима? Не би рекла. Па што прави тој? Пурнаша лабасанана? Што? Поза на скакулец. Мама, што зборуваш, да не има никаков напад? Не, мислам дека се стегнува. Личи на аштанака јауга. Еве ја позата шашашана гасана. Одличен став, Џо. Гарусарасана? Арда курмасанана. Арда мациендрасана. Дандајама бихи каката пашчио мотонасана. Не знам оваа поза. Џо. О, не, моето тело не би требало да го прави. Тоа е многу разгибан млатечко. И шивасана за крај, каква представа? Исто така позната како поза на мртво тело. Мало растегнување пред оброк, но сите ќе ни годи. Ајде, Хенри, ајде, Мишел, соберете се. Нашите трупи се исцрпени, господине. Им треба одмор, не може да продолжат. Им се допадна што направи. Мисля дека е разгибан. Сакаме да биде уништен. Стори нешто, Сем. Ти мора да се одмрзниш. Во ред. Добро друштво, да јадеме. Овој ден не ми е многу добар. Добро сторено, синко. Да си одиме дома. Зошто мислиш дека е готово? За мене е завршено. Тоа што го сторив пред малку не е исправно. Многу ми е жал, мамо. Не грижи се за тоа. Сите сме добро, а тоа најважно. Ај не сум видела ваква експлозија откога шверцувавме артефакти од Египет. Да, те сакам, мамо. Па, барем ќе заштедам пари на шишање. Не лути се, Џо. Се радувам дека среќата ќе ти се смени. Види, смеам ли да се извинам за... Не сега, само вози. Мишел, почекај. Види, навистина сакам само да заминеш. Човеку, ова ќе биде прекрасно.
Мишел, Џо, работам во моментот и не сум расположена. те молам, дозволи ми да ти објаснам. Што да ми објасниш? Дека ја уништи куќата на моите родители со некаква јога таму? Не, јас... Слушај, претходно видов дека се трапав и мислев дека тоа е сладко, но ова денес премногу е. Што е со тебе? Ако ти кажам, вети ме дека нема да мислиш дека сум луд. Ајде, слушам. Пикси, Пиксис? Пикси. Нешто со клетвата почна неодамна. Тебе тоа ти е смешно? Што? Ха, мислиш дека ќе ме придобиеш ако ги обвинуваш пиксите за твоите проблеми? Не, вистина е, целосна вистина. Џо, те молам, оди си пред да скршиш нешто за што нема да ти простам. Еде ги, зад тебе! Престани, немам веќе трпение за ова. Ти ги фатам! Те молам, само оди си. Јас... Мене ми е многу жал. Што е следно? Се? Си одиме дома. Готово е со ова. А не размислуваш доволно широко, момченце? Џо, добро си? Џо? Време беше, помогни ми. Довршено. О, не. Ова е најдобриот ден во животот. Тато, ова навистина отиде предали. Се е фер во војна и љубов. Тато, Синко, добро поставена смула од дрво може чуда да направи. тато, погледни го. Се што гледам е куп човечки шлајм. Здраво. Џо, добро ли си? Како воопшто мислиш дека ова е во ред, тато? Добро или лошо, го сторивме тоа што мораше да се стори. Пикси, војната заврши, а историјата ќе не памети како победници. Ми треба извештај. Господине, изгледа ова ќе потрае многу подолго од очекуваното. Колку подолго? Ако го пресметаме фактор... Прашав колку долго? Неколку десетини години. Кои се опциите? Може да пратиме половина од нашите пикси да се приклучат на друга колонија. Пратете извидувачи во сојузничките села и подарете ги во кампови. Да, господине, ќе биде средено. Толку од нашето кралство. Е, што ќе правиме сега? Имам идеја. Оу, леле, ама си го запустил станот. А и себе? Зарем воопшто не се помести? Мора да те однесеме па туш. Зошто? За повторно да ме сопнеш? Да ми ја запалиш метлата? Да ми го уништуваш животот? Не, никогаш. Види, не сакав тоа да го правам. Се е заради брат ми, а и тој би го мразел ова. Секогаш ми велеше да бидам добар кон другите. Прави им на другите. А? Ние луѓето велиме. Прави им на другите тоа што сакаш да ти го прават.
Тоа би го рекол и брат ми. Така велеше мајка ми. Затоа и се откажав. Си ја заслужувам казната. Мислам дека и ние ја заслуживме, бидејќи волку долго те уништуваме. И сега што? Сега заедно ќе го прекинеме ужасниот круг. И заедно ќе сториме нешто добро. Заедно. Ми се допаѓа идејата, но како? Прво, мораш да се истушираш, а потоа ќе ја запалам фотелјава. Добра идеја. Добро се чувствувам кога градам нешто. Пиксите не се добри градители. Величествени белјаджи, фантастични уништувачи, расипикуки, но кога нешто ќе скршиме, никогаш веќе не го составуваме. Навистина сме лоши во поправки. Навистина? Птиците градат гнездо од прачки за еден ден. Птиците не јадат. Бој поен. Да престанеме со разговорот. Никој друг не ме гледа, а и луѓето веќе се цверат во тебе. Дали си невидлив? Не, ние сме од крила и крв како и вие. Не размислувај премногу, момче. Еј, верувај ми, за многу работи во животот не сум размислувал, но овој пат добро размисли. Ти си пријателката на Семијел, Твич, така? Сега ќе добијам медал за гениална борбена стратегија. Дали си го видела Семијел? Што? Немам медал? Јас го видов. Дали знаеш каде е сега? Мислам дека знам. Би сакал да му се извинам моето претходно несување. Тој беше малку помодрен од кого што мислев дека е. Ќе го најдеме, господине. Одиме, Твич. Од кога си станал водач, Смотко? Обрзај, Буцко! Само затоа што не сум ситен пикси, не значи дека смееш да ме зафркаваш. Не можам да изгледам како пиксите во списанијата. Извини, Макс. Кој го мачи Семи? Мене ми звучи како смеење. Секако дека звучи така. Тоа е диаболично смеење. Пушти го, лудо кеден! Пушти! Да му кажеме на кралот. Ваше височество, господар на се наоколу, ти кој што си најголем од... Според, прејди на главното. Вашиот син, нашиот пријател принцот Семил, го мачи онај човек со голема глава. Што? Дали е тоа вистина? Вистина е. Главата му е огромна. Го парчосува сем на делови, крило по крило. Престанете и двајцата. Соберете ги трупите. Мора да водиме уште една последна битка. Што е целава оваа збрка? Семијел, синко мој, жив си! Дали овој човек те повреди? Работев со Џо. Сака да ни помогне и... Да ни помогне? И да тој не мрази, како што и ние го мразиме. Џо не мрази. Беше лют, ама ние му го пропастивме животот. Ти си лут заради повредите на Вилијам. Двајцата смееме да бидеме лути, но тоа што го сторивме во лутина беше погрешно, тато. И двајцата погрешивме. Треба да водиш цело кралство кое ќе го изгубиш. Остави го, тато. Да ја прекинеме кавгава. Простете, господине. Толку бевте загрижен за Вилијам, што заборавивте на Сем. Тој е прекрасен син и одличен водач. Можам да ти помогнам да го поведеш народот во нова насока, но мора да ми веруваш. Погледни се, Семијел. Жал ми е, синко мој, многу. По мене, тато, имам изненадување за тебе. Изненадување за сите. Дечки, ова е Џо. Здраво, Џо! Здраво! Видете, искрено се извинувам за тоа што му го направив на вашето село. Видете, побеснев. Тоа што го сторив беше погрешно. И јас жалам. На вистина жалам. И Вилијам, би сакал да можам да го вратам времето. Сем ми кажа нешто што му го кажувал Вилијам. Нешто што одамна се говореше во моето семејство. Правим на другите оно што сакаш тебе да ти го прават.
Ова што ќе ви го покажам, се надевам дека ќе ја поправи штетата што направи. Добро дојдовте во својот нов дом. Секоја од овие куќи има водовод и струја. Семе ми кажа нешто за одредени лоши временски услови, но ова е отпорно на сите нив. Лесно можам да ги закачам за другите, ако така сакате, и потоа може да си прости. Џо, ти простуваме и ние ти се извинуваме. Знам дека е ова тоа што Вилјам би го сакал. Така е, тато. Вилјам, сине мој! Добро си. Внимателно, дечки. Не сум сосем опоравен. Вилјам, многу ми е жал. Немав намера да те повредам. Навистина ми е мило што си добро. Пиксите може би се мали, но многу се борбени. Го сватив тоа. Џо, цело време грешев. Изгледа дека можеме да живееме заедно и во мир. Браво, тато. Тато, Вилјам, по се што Џо стори за нас, може би ние можеме да сториме нешто за него. Господино градоначалнички, изгледате божествено, божествено. Дина, мора да ме повикаш следната недела. Треба да договориме телевизиско интервју за Мишел. Ја имаш мојата визитка? Земи една од масата. Чао! Да, прекрасно е, Како е мојата гениална уметничка ова вечер? Ужасно. Мишел, мила, знам дека имаш пречки, но не можеме да го одлагаме отварањето. Употреби ги, оние кои ги поправи, па да продолжиме. Барбара, изгледаат ужасно. Не можам така да се представам. Мишел, мила, па ти си позната, почитувана, објавувана и никогаш не одбиена во светот на уметноста. Тоа значи дека ти твоите грешки се уметност. И сите ќе го сакаат тоа. Само кажи дека го представуваш скршениот свет во кој живееме. Дали си сигурна? Јас не знам. Долго го работам ова, мила. Таму има 300 луѓе кои ја сакаат уметноста. Не ги интересира вистината. Дами и господа, ве молам за внимание. Дозволете да ви ја представам дамата на ова вечер, господја Мишел Маерс. Ви благодарам. Боже, благодарам. Тоа е многу ви благодарам. Па, прво, сакам да ви се заблагодарам на сите. Како што и тоа го стори мојата мина черка Барбара, на разбирањето што постојано го менувавме датумот на отварање. Проектов долго го подготвував и кога ќе помислев дека дојде крајот на долгиот пат, судбината или околностите ќе направеа хаос во мојот живот, што влијаеше на работата тука. Ми недостигаат некои мали луѓе за мојата... Здраво, извинете што прекинувам. Извинете ме. Џо? Специјална пратка за госпогица Мишел. Каде да ја ставам? Џо, ако навистина, Верувај ми. Дами и господа, изгледа има уште еден гостин на мојот карнавал. Изгледа сепак пристигна на време. Верувајте ми, ве молам. Поред, се е наместено. Ова е неверојатно. Ова ќе стане вирално. Не уште подобро. Ова ќе стане антибиотско. Се чувствам поздраво само што гледам. А доставувачот беше отличен детал. Толку авангардно. Каква представа? Благодарам. Изгледа толку вистинито. Мора да си потрошила богатство на овие работи. Не ми се верува. Не барам извинување. Ниту јас не би си поверувал. Само не сакав да мислиш дека те смејува. Јас не би го сторил тоа. И не можев да ти покажам дека се вистински затоа... Затоа што не постои. Ова е еднократна услуга која му ја должиме на Џо. Поред? Вау, да, разбирам. Тоа е навистина долга приказна. Се уште си ми лута? Види го ова. На крајот сепак доби дивојка. Лично е сладка, за некој без кривја. Не те гледам тебе со дивојка. Па ни јас тебе со некого.
Да, па те имам тебе да ми правиш друштво, не ли? Секогаш.